Стадион. Емисија за вашата вистина. И дали може да се заклучи дека многу полесно може да се заврши прашањето со Македонија со некоја влада која што ја водат десничари или центристи, како што беше Борисов, отколку левица, која си ја има мувата на капата. Слична паралела можеме да направиме и со Македонија. ВМРО ДПМН ја обвинуваа за бугарофилство, сега ВМРО ДПМН се однесува како најголем противник на било каков договор и приближување со Бугарија. Левицата кај нас, која што беше најантибугарска, сега таа ја предводи таа насока за решавање на проблемот со Бугарија. Левицата во Бугарија има долга историја кон македонското прашање. Не треба да заборавите дека еден од основачите на Бугарската социјалистичка партија е од егејскиот крај на Македонија, од Беломорскиот крај на Македонија, Димитар Благоев, кој што е со своите искажувања во неговите статии 1895 година за македонското прашање, со неговите говори во Бугарскиот парламент 1917 година 10 декември, тој има изјавено точно, парафризирам, дека на македонското население за време на Првата светска војна треба да му се даде шанса само да се искаже за својата нација, својот јазик и својата вера. Значи, ако некој, левицата во Бугарија не само од времето на Ѓорги Димитров, затоа и Горна Џума го носи името Благоевград, по името на Димитар Благоев. И подосна преку Ѓорги Димитров, па и преку Волко Червенков, значи левицата има исправен став по македонското прашање во континуитетот од 60-70 години. Се до таа ревизија од Се до Живков. Конгрес пленумот на Централниот комитет на БКП на Тодор Живков, 58 година, од кога започнува таа негација, односно враќање кон рано-буржоаските тенденции на Стефан Стамболов и бугарската буржоазија, која што заедно со монархот, прво кнезот Фердинанд и бугарската екзархија се трите фундамента на политиката кон Македонија. Така што јас мислам дека левицата сега во овој момент го застапува ставот на Тодор Живков од 58 година до денес. Во Бугарија Тодор Живков се третира за најголем диктатор, за најголем негатор на сите бугарски традиции. А од овие ставови не бега. Но по прашањето кој што те го нарекуваат македонизмот, целосно неговата стратегија е пресликана во стратегијата не само на бугарската левица, на сите политички елити во Република Бугарија. Оттаму не сметам дека било која политичка партија може да го во Република Бугарија да има посебен, би рекол, прогресивен однос кон македонското прашање, освен ако тоа се постави во контекстот на НАТО, нашето НАТО сојузништво, заедничкото членството во НАТО на двете држави, на Република Македонија и Република Бугарија, и идната констелација на две европски држави кои што треба да живеат добрососедски. На таков начин поставено, со европски вредности и со безбедносни вредности кои што ги налага НАТО да бидат воспоставени во ижното крило на НАТО, ние можеме да градиме еден однос кој што ќе биде модерен европски, без да се навраќаме во минатото, кое што за нас би било од моја гледна гледање било какви преговори со било која политичка елита исклучиво насочени само кон таквите историски прашања, особено имајќи го предвид договорот кој што е неравноправен и нерепроцитетен, значи ги третира, ги фаворизира бугарските интереси во Република Македонија како малцинство, а во однос на заедничката историја патернализмот на Бугарија кон нас е јасен веќе 76 години од постоење на Република Македонија, 2 август 44 година, како народна република, Народна федеративна Република Македонија. Така што чинам дека само тоа е темелот нашето членство во НАТО, безбедносниот аспект. Тоа го кажа и покојниот Коритаров, кој што беше најголем новинар од 2.16, кој што беше извонреден познавач не само на Македонија, туку и на цела Југославија, поранешна Сојузна федеративна Република Југославија, затоа што тој имаше завршена југославенска книжевност, со него сум зговорил многу пати во Софија и тој ми го поставаше како темел идното наше европско заедништво во Европската унија и нашата соработка во НАТО алијанса. Марин Николовски, следеше, имаше ли други екипи или само Сител имаш? Овој пат мислам дека немаше. Минатиот пат беше Телман. Поблиску до микрофонот. Предходно во април бевме јас и Канал 5, овој пат само Сител. Се промени нешто во однос на претходните избори на тема Македонија? Беше ли присутна или ние само од тука мислиме дека се преокупирани со Македонија, а всушност корупцијата беше главна тема? Во основа Македонија, ние премногу мислиме дека Македонија е централна тема за Бугарија, тотално небитна политичката кампања на овие избори.
спорадично, како некој лакмус кој што треба да направи некој обединување околу нешто. Тодуша, во секое интервју, може би во секоја дебата, по едно прашање има за Македонија, каде што генерално политичките субјекти имаат некој ориентационо идентички политички поглед за тоа дали или не Македонија треба да почне преговори со Европска унија. Бугарија има многу сериозни проблеми внатрешно прашање. Следете го последните неколку денови проблемот со Турција, кој што министерот за внатрешни работи отворено ја обвини Турција за мешување во избори, така што Имаше и протести. така што не е баш се некако наидеално во бугарското општество, особено околу тие прашања. Мислам дека таму ќе биде многу по важно развојот на бугарско-турските односи отколку развојот на македонско-бугарските односи во следниот период. Оној гафот на Румен Радев на дебатата со Крим е Имаше протест на нотот. не само протест на нота, и Европска унија имаше подобјаснување чиф е Крим за Европска унија. Како и да е, во секој случај Македонија не е централна тема. Не се собираат гласови на Македонија во Бугарија и тоа е една од најголемите митови Па е Каракачанов, главен фокус беше Македонија, колку осви сега? Ништо. Еден од најголемите митови во Бугарија е дека ако политичките партии повлечат лево или десно некаков потек за Македонија, ќе изгубат на избори, се покажа дека не е така. Овој, како се вика, Возрождание, всушност победи влего во парламентот на антиваксерство, не на некој друг. Антиваксерство. На антиваксерство, на отворено антиваксерство влегува во парламентот. Сите оние што се групација на негативци кон, условно кажем, кон Македонија, од Каракачанов до Сидоров, завршија на политичкото буниште на историјата, на политичката историја во Бугарија и веројатно таму на подолг период ќе останат. Многу посуштинско е според мене проблемот меѓу Македонија и Бугарија и не доаѓа многу повеќе од политичките елити, туку доаѓа повеќе од интелектуалната средина во Бугарија, во која едно огромно мнозинство се македонци по род, а себе се идентификуваат нели како бугари. Да не забораваме дека во Бугарија живеат повеќе македонци отколку што живеат во Македонија. И 99% од тие македонци себе се идентификуваат како бугари. Та огромен дел од нив се со години дел од високата политичка и високата интелектуална елита во Бугарија, кој сушност и го трасира тоа прашање во тој контекст како што и се одвива. И мислам дека ние повеќе треба да се концентрираме внатрешно во Македонија околу немаме никаква ствари национална стратегија околу тоа како се решава тоа прашање. Имаме некои црвени линии во кои што се фокусираме на историја, па идентитет, па нација. Мислам дека суштинскиот проблем за Бугарија е нејзината перцепција дека во Македонија има системски говор на омраза кон Бугарија. Општо кон Бугарија. Значи, ние можеме да зборуваме за било што, за ситни работи, ќе поврземе со Бугарија. Има некаков, они така перцепираат, дека има некаква одбивност, нешто што е, како да речем, се што е бугарско треба да биде ставено на страна и да не се занимаваме со тоа. Затоа, јас, например, кога би бил премиер или кога бил дел од некаква власт, ја би отворил диалог со бугарите во Македонија, например, на почеток. Ние реално не дека имаме некаков проблем, иако од комунизмот постоеле некакви репресивни форми на потиштување или било кога. Денеска е сосема другачи бе. Меѓутоа, зошто да не се отвори на политички диалог со бугарите во Македонија? Иако на една средба има неколку здруженија. Па и тоа е проблем сега, колку тие здруженија. Најчесто кај нас такво мислење има дека тие здруженија претежно се наменски. Во ред. Меѓутоа, вистинските бугари, а ги има тука, интелектуалци, грамотни што би рекле,
ги нема на Ама јавната не, сцена. Може ли тој заклучок да Поентата беше сосема другачија. Треба да се отвори македонското општество не само историскиот аспект. Ја неколку пати потенцирам и никој не ми одговора. Зошто кон сите соседни држави имаме трасирано автопат, само кон Бугарија имаме трасирано експресен пат кај Грива Паланка. порано беше тренирано како да е срамота да си бугарин во Македонија, се кажеш. Грчев, тоа од комунизмот е кој остана. ме разверате. Ја никој нема логично објаснување зошто кон Грива Паланка и кон граничниот премин у трасата е уцртана експресен пат, не е ни автопат. Магистрале, не автопат, да. Ме сваќате во кој контекст ми е ако бугарското општество. Знаете, они викаат филозофијата на ветото од каде потекнува. Филозофијата на ветото вика Бојко Борисов дека беше премиер неколку пати после договорот за поддршка имаше жестоки критики дека треба да се стопира, дека тој политика не дава ефекти на поддршка кон Македонија. Да се оди на радикална политика. И на крајот успеа луѓето да го убедат. Мој лично мислење ако останеше Бојко Борисов немаше да имаме вето, да не беше Каракачанов. Но на таа политика дека цело време попуштајќи на Македонија, од другата страна ништо не се менува во перцепцијата кон Бугарија. Во перцепцијата кон Бугарија. Ние треба да отвориме како општество внатрешна сериозна дебата и на ниво на историчари, но и на ниво на општествени слоеви за односот на Македонија кон Бугарија. Ме разбирате, вика, ќе дојдеме до крајот, до се, и на крајот пак ќе остане исто, пак ќе бидат бугарите, тата За пак тој ќе однос бидат бугарите лоши, пак ќе бидат бугарите такви. И сега ќе нив тоа се гради некакво негативно чисто и они вика добро, сега ние ќе ставиме вето додека они. Тоа е контрапродуктивно. Сега се покаже и последното истражување на не знам како се викаше на еден институт дека говорот на омраза. Да, говорот на омраза во Македонија се зголемил како контрапродуктивна политика на ветото. Но јас не велам дека новите ликови ќе направат некакви промени. Напротив, не треба да се биде ни оптимист, но не треба да се биде ни песимист. Но факт е дека има желба за некаква поинаква реторика. Така таа некаква поинаква реторика, дали таа некаква поинаква реторика ќе се претвори во некаква поинаква политика, не зависи само од Бугарија. Зависи пред се и кај нас дома, ама како општествен слој, не само како политичка партија на власт, туку и како политичка реторика на опозицијата. Малку пребрзото возење во насока на затоплување на односите со Бугарија, па создаде... Еве денеска или вчера Никола Груевски од Будимпешта пишува еден ферман за дрангови. Ама во македонската историографија нема ништо околу тој поглед. Иако има некои други феномени, има некои други настани, има све и тој е едниот историски аспект. Ама да го трнеме на страна историски аспект, да го земеме општествениот аспект. Колку мина ние во македонските медиуми сме направиле информации, репортажи, колку мина студенти од Македонија студираат во Софија. Па јас бев во Софија, најдов еден дете од Виница која што е звезда и на Битеви и на БНТ. Сосема случајно, не појма нема. А да беше на српски медиуми, ќе беше главна звезда на сите медиуми во Македонија. Таа е матрицата која што ги мачи бугарите. Кој што ги мачи, кој што ги трето, колку ние и да помогнеме добродушно, братијата македонци за нас ќе викаат дека ние сме лошите татари. Значи, јас сум имал прилика да патуваме со Љупче Ѓоргиевски на инаугурацијата на царот Симеон II Сакско-Бурготски, како премиер на Бугарија. Сум бедал како министер, сум соработил многу со Бугарија, сум бил водоч на парламентарна група Македонско-бугарско пријателство како член на Македонскиот парламент. Секогаш на прашањето човечко прашање, европско прашање, што се случува со бугарските граѓани кои што се декларираат како бугари како македонци по род во Република Бугарија, ти одговарат този вопрос при нас не съществува. На таква негација на луѓе кои што постојат. Ја бевте амбасадор, знаете дека уставот како е концепиран, таму не съществува и други етнички заедници. Не зборувам за заедници, зборувам за многу добро Маријан, зборувам за бугарски граѓани кои што на пописот се определуваат како македонци по род. Тоа е веќе човечко индивидуално право. Постои тоа во Бугарија 1706 има на последниот 1609. 609. Да, на последниот 2011 година. Но какви права? Ама во Македонија на пример да побарате од Државен завод за статистика колку бугари се попишале на последниот попис 2002 нема податок. Стои во групацијата други.
Па исто како во Бугарија. Ама во Бугарија има, може да добиете 1609. Кај нас има колку има Бугарија. Колку се во Македонија попише? 2700, 2002. 2700, како податок кој што може Како се податок, добие. да, може да го добиете од статистика, затоа што под графата други имате и хрвати, Да, имате и јасно. А црногорци, црногорци. имате и бугари. Значи, зборувам за обемот на кој што ние сега треба да бидеме. Ама тоа не е политика Секој на која што ние ќе ставаме на кантар колку сме по негативци едни кон други. Не негативци, сакам да кажам, нашиот однос кон групите, етничките групи, Е далеко како подобар општество, од- како демос, Далеко подобар. далеко подобар. Во Јас тој на пример контекст. со правил интервју со Да. Илхан Чичок и го прашувам зошто турците во Бугарија Мустафа Карадај не може добар ден на турски да каже на телевизија, така? Во Бугарија, карикирам. Зошто на пример е таква политика, таква Нели имаат на турски јазик емисии на бугарската телевизија? Има. зошто е таква политиката, да рече, така е граден уставот. Самиот Илхан Чуков вика, нашата политичка групација 90-та година го наметна ја наметна политиката на промената на уставот дека бугарин ги обединува сите етнички идентитети во Бугарија. Зборуваш за концепт на политичка нација. Значи, како, Да, како, ете, тој концепт, меѓутоа факт е, еве сега. Ма нас никој не е крив во Не, Македонија ама- што немаме таков концепт, ние имаме граѓанска нација. Ние говорам за друго. Значи, јас имам комшија спротив мене е бугарин. Значи, од Босилеград. Комшија, живееме на Михаил Чаков, број 7А, стан 13, тој е стан 14. Значи, тој човек ги има сите права како бугарин, се пишува како бугарин, неговите деца си работеше во таму кој што работеше, запослен е таму. Јас му помогнав се запослит кога остана без работа. Има бугари судии во Македонија, судии има обвинители, има бугари кои што се директори на предпријатија, има бугари видни стопанственици, бугари пород. Во Бугарија не е можно да бидете македонец пород и да бидете директори или обвинители. Како не е можно кога главните креатори на македонската Ама се кажуваат бугари. Дозволете сега. Ајде бидете вие Ѓорги Христов, Бог да го прости, почина сега, уредник на Народна волја, списање на македонски јазик, би ви препорачал и Го да ви знам, дам јас некои го знам, броеви. го Јас сум познавам Ѓорги лично Ѓорги Христов. И сум пишал јас за таа новина, почина сега. Знаете како ја издаваше тој Знам. новината? Лично. Знам Лично како ја тој. издаваше. И од кога се издава, знам. Лично и брат му ја пренесо од Лондон, тој почна да издава, но лично и се бореше и доби исклучиво преку Страсбург дека има право, индивидуално човеково право да пишува на својот јазик на кој што се декларира како македонец. Но каква битка беше тоа да го направи тој таа новина? Значи тоа не е признато да биде тоа новина на Омо и Линден Пирин како граѓанско здружение. Значи пазете, има огромна разлика. Вие ако се декларирате како македонец во Бугарија, ви гарантирам дека не можете да се запишете на Бугарска војна академија. Тоа ви го гарантирам. Дека немате право да бидете, ако сте бугарин, а сте пишувате македонец под графата друго, ќе бидете проверен и нема да бидете така, зашто таму категоријата македонец се уште се гледа исклучиво под категорија македонски бугарин. Тоа се факти. Ние треба да говориме реципроцитетно. Ако ние во Македонија дозволуваме формирање на бугарски клубови, кои што несметано работат, и во Струмица, и во Скопје. Па дајте сега, ако не се формира во Бугарија, да ги кинеме во Македонија. Не, дозволете сега, јас кажувам правилно. Јас ги знам тие луѓе, и Стојче Велков во Скопје, и Маринела од Битола, и Петар Младенов, и Петар Колев ги познам. Слободно работат во Македонија. Тоа е факт. Слободно действуваат. Се согласувам дека треба да отвориме политички диалог, партиите да ги повикаат и како клубови, и како представници, како македонски граѓани кои што се декларираат дека се бугари пород. Тоа нашиот устав го дозволува. Тоа ние и ќе го направиме. Сега говорам за другото. Колку е реципроцитетната основа бугарите тоа да го направат? Кога тие ќе признаат, еве, во разговорите, кога Македонија треба да го постави прашањето правилно, кога политичка делегација оди во Бугарија, скога Масако сум го поставувал. Затоа им почитував председател Радев. Затоа им дадоа орден Мадарски конјаник од прв ред, затоа што го поставува прашањето што се случува со пресудите од Страсбург. Зошто 16 пресуди од Страсбург за регистрација на македонските граѓански организации лежат во бугарските судови, ги одбива Основен суд Благоевград, апелација касационен суд ги одбива Врховен суд. Тоа ли е односот кон европските вредности, кон европските прашања? Ние како Македонија не треба да бегаме да им кажеме на нашите пријатели од Бугарија, чекајте, ние сакаме да соработуваме, бараме реципроцитет. Не постои кај нас анимозитет кон Република Бугарија, кон бугарските граѓани, кон тоа што представува бугарска нација, кон тоа што представува бугарска историја. Не постои такво. Не разбирам, но токму второто е проблем. Токму второто е проблем. Кај нас во Македонија, во македонското општество, постои, како да кажам, постои
неодредена, во голем процент негативност кон Бугарија. Ја денеска седете на улица. Зошто постои таа негативност? Што мислите вие? Зошто постои таа негативност? Заради тотално непознавање, заради градење некаква политика повеќе од 70 години на преска го спомна Столе, на све што е негативно, па ние имаме збору речникот из бугари. Имаме збори из бугари. За се што нешто, тој збор се користи во Македонија за нешто што треба да се расипе. Не разбирате? Денеска да седнете со млади луѓе, немаат представа за Бугарија. Они имаат представа дека Бугарија тоа е некако зафрлено село на средината, например, нема представа дека на Обориште има 21 театар или 26 театри. Динамиката каква е? Ке се направат брзо договори, преговорите ќе завршат, влада ќе се формира. Ако се оди по политиката која што ја заговара новите, веројатно новиот премиер и новата владеачка структура, формирање на некакви работни групи кои што треба да разговараат и за други прашања, секако дека декември 14 еве го каде е тотално нелогично. Но што и понатаму ќе се разви во кој правец, пошто не е декември, може биде јануари, може биде февруари. Битно е да се најде разбирање дека треба да се отклучи процесот на македонските евроинтеграции, дека тоа нема да биде на штета на националните интереси на Бугарија. Тој процес ќе трае подолго време. Во тој процес додека трае подолго време, веројатно некои работи треба да се затворат. Али не ми се јасни дали они менуваат тактика. Пред тоа зборува само за историја, сега почна да зборуваат за правата на бугарите во Македонија. Дека биле малтретирани, биле угнетувани, не им давале да се изјаснуваат како бугари, немале никакви шанси во македонското општество, па сега последната реторика, последните неколку месеци да влезат во уставот. А од наша страна им се враќа, Фршковски нема. За времето уставот никој не ги прашал и бугарите во Македонија да не се случи после 2 години да барат да излезат од уставот. Фршковски вели ако влезат во уставот, они признава дека постојат различни од нив, односно постојат македонци. Мола? Нудено име на бугарите, што преговорите со Иван Костов и Петар Стојанов. Тоа е нудено. Па нудено од наша страна како? Ние сме биле многу Тогаш не го прифаќа. авангардни, па не прифаќаат затоа што викаат дека ние сме мнозинство во Македонија. Ние уште немаше проблем ВМРО ДПМ да го разреши проблемот заедно со промената на уставот 2001 година после војната, после конфликт со Рамковниот, да влезат бугарите како малцинство. Бугарија не сакаше. Имаше таква идеја. Па има разговори се водени. Затоа да не испадне сега после 2 години да бараат да се. Да не бидат плюс 5 од 8 македонците и албанци, да бидат плюс 6. Никогаш во македонското општество не било проблем, пазете, ние имаме Хрвати во Македонија. Таму знаете ли дека сме во уставот во Хрватска? Знаете ли дека нашите македонски движенија, јас сум ги посетувал, имаат огромна дотација од хрватската држава за нивната активност. Како сега ние покојниот Милан Бандич е најзаслужен се спротивстави за српска црква во Загреб и црква. Ние имаме по попис од 2002 година имаме околу скоро 2000 хрвати, зашто не им даеме право да бидат во уставот на Македонија? Зошто кога го имаме тој реципроцитет во Хрватска? Во тој контекст. Па што се промени сега бараат тогаш не? Хрватска неколку пати го постава прашањето, а ние во тој контекст говорам. Мудро молчиме. Во тој контекст говорам, значи не е проблем дечи содржината на нашиот устав дозволува, ние дури го дигнавме тоа на степен како делови од други народи, значи не етничко малцинство, повисоко ниво, да. Делови од друг народ кои што живеат на територија на Република Македонија, дел од турски народ, дел од бошњачки народ, дел од хрватски народ, може дел од бугарски народ. Проблемот е во тоа што Каракачанов или да речеме, кога ги споменете, јас се знам со Каракачанов од 91 година, со Татарчев, нивниот обвинител. Значи проблемот беше во тоа да ние кажеме, не, јас мислам дека ние сме многу поотворени по тоа прашање и ќе бидеме отворени за во контекст на тоа што представува ете и тоа барање да влезат бугарите во македонскиот устав, но која од другата страна од стапката што ќе даде Република Бугарија? Тука е проблемот, че ние треба да имаме, зашто говорам, нашиот земете Србија да речеме во контекст на Бугарија. Ние не сме во српскиот устав, а српскиот устав е граѓански. Србија е држава на сите граѓани. Токму тоа сакам да кажам. Жители на Земете го односот Бугарија и Србија. Тоа не ми е нивниот однос. Зошто Србија и Бугарија не потпишуваат договор за пријателство, добрососедство и соработка? Зошто не потпишуваат?
И нема проблем. Да, ама Бугарија и Србија имаат поприлично западните покрајини што они се ги нарекуваат официјален јазик и бугарскиот и бугарското знаме И признати се. Но не подпишуваат договор. Па нема потреба за тоа што викаат у западните покрајини е решено прашањето. Тоа таму има и бугарска црква, има и бугарски јазик, бугарско знаме, официјален јазик, живеат бугари, него негира тоа српската држава. Само што официјална стратегија на Бугарија како европска држава со сите соседи треба да имаме договор за врска добрососедство и соработка. Тоа само кон нас го покрена на повисок степен, за Србија го држат на статус кво и не го покренува тоа прашање и не им пречат на србите да отварат поглави. За сега не. За сега не. Сега тука треба да поставиме прашање. Зошто ние прифативме во договор кој што е нерамноправен и нерeciprocитетен да влезе терминот заедничка историја? Прво ние не моравме тоа да го прифатиме. И не моравме да имаме ни договор. Не имаме И терминолошки Грчев, што е заедничка, што е споделена, исти варијанти на не е исто. Не е исто, извинете. они општа Општо значи се и се што, а заедничко значи нешто ние денеска со Маријан Николовски и со Да, имаме заедничка емисија. Ромо споделуваме заедничка емисија. А општо е кога ќе збориме, но вадно е друго сакам да ви кажам. Нашата држава влезе во еден процес на преговори со Бугарија без да ги користи искуството од минатите влади. Без да го користи ставот на разговорот Глигоров Желев, без да го користи односите Црвенковски кој беше тогаш Парванов или кој беше на председател, без да го користи контактите Георгиевски Костов. Значи ние имаме континуитет преговори со Република Бугарија. Клаузулата ви велам е бев амбасадор, не бев консултиран за тоа. Ги водеа преговорите Димитров и Виктор Димовски без мене, јас бев во ходникот и не праша дали треба да биде заедничка историја или не треба да биде стои заедничка историја во тоа. Јас пишував во Македонија дека поимот заедничка историја ќе не врати многу назад. Ние можеме да поставиме услов да кажеме да, сите аспекти од договорот се прекрасни, одлични, но поимот заедничка историја преферира единствено историјата како важна точка, од јас тоа го напишав. Дека тоа ќе биде кочницата на нашиот иден прогрес кон Европската унија. Фокусирањето само на проблемот на историјата ќе биде лајт мотив на бугарската политика кон Македонија, а не економијата, инфраструктурата, енергетиката, што е многу. Сака да кажеш дека тоа намерно било ставено како кукавичко јајце. Апсолутно, те има брилјантен преговарач, Тегов, сега амбасадор во Аргентина, брилјантен преговарач, експерт по правни прашања и тој го наметна тој вординг, ако не стои заедничка историја, договорот е проблематичен. Ние и да имаме договор, да немаме договор со Бугарија, проблемите остануваат. Како што и Србија и Бугарија нема договор. Говорам за држава која што веќе отвара поглавје. Ние исто имаме можност да кажеме со Република Бугарија имаме декларација која што е од 99 година важечка. Договорот може да го преговараме, може да работиме на подобрување на економија и инфраструктура. Во делот на тоа што вие барате како заедничка историја, простете, на Балканите сите народи имаат заедничка историја. И грците, и албанците, и србите, и бугарите, и македонците. Само бугарите и македонците контемплација само или концентрација само заедничката историја е погрешен став, од моја волна гледање. Тоа има телови од таа историја која што 100:0 може така се дефинира. Ама зошто да прифатиме дека ние како држава, како народ, јас зборам за себе си. Јас имам некој македонски сон, си го живеам тој македонски сон. Бугаринци има свој сон, србинци има свој сон. Зошто само ние македонците немаме право да си го живееме својот сон? Зошто ние немаме право да кажеме дека нашата историја е македонска изворна? Затоа што е македонска изворна. Затоа што пазете, наративот Македонија, поимот Македонија, топонимот Македонија, го има само Македонија. Па тата пред се е изворно македонска историја. Ако изворно македонска не може да биде заедничка, затоа што регионот Македонија, пазете, регионот Беломорска Македонија представува 18,7% од грчката територија и не влијае на јазичниот и националниот идентитет на грците. Регионот Пирински крај на Македонија представува 9% од бугарската територија и не влијае на јазичниот, културолошки и национален идентитет на бугарите како бугари, како бугарска држава, како бугарски јазик. А ние Македонија 100% од македонска државна територија е регионот Македонија и влијае и како наратив, и како поим, и како етноним и топоним на нашата македонска историја. Да, Ѓорче, ма тоа зависи до кај ќе копаш наназад, еден археолог што вика ако копаме. Збориме сега меѓународно. Ние според мене не смееме да прифатиме поим заедничка историја со држава која што веќе од почетокот на формирањето на независна суверена Република Македонија ви вели
Не постои македонски јазик и не постои Ама македонска веќе го нација. кажавте реченијето. Да. Заедничка и со Србија. И со србите. Балканска историја. Ние имаме балканска историја. Заедничка балканска, Апсолутно. може. Како делови од Отоманската империја. Таа била балканска Само историја. Не е само тоа, ВМРО е чиста заедничка историја по 100-0. Како може да го извадите ВМРО историјата на Е, ВМРО од тука бугарскиот двор? тука може да спориме. Како да го извадиме? ВМРО Како природбеничкиот период да го извадиме од бугарскиот двор? Како екзархијата да ја извадиме сега? Сето тоа е нешто што е креирано денеска македонска и бугарска историја. Мислите дека екзархијата е заедничка историја на Македонија и Апсолутно, како Бугарија? не е. Мислам А како не е- како не е- господин Николовски дека екзархијата е насилно дејство дозволено од султанот Абдулазис да се декларира како единствена словенска црква во уставот кога е укината Охридска Добро. архиепископија Добро. за асимилирање на населението Е во добро, слушате, Македонија. булеварот Подолу се вика Теодосиј Гологанов, митрополит. А вие знаете ли зашто се залагал Теодосиј Гологанов? Па ја добро знам, само знам и чив епископ бил Теодосиј Да, Гологанов. зашто се залагал? За возобновување на Охридската архиепископија. Е добро. Е, зошто се Ама залагал бил да се- епископ бил Па не екзархијата. постоела друга црква. Е, па затоа А викам, кој ја дозволи ама таа затоа црква? викам дека е Да. дел од заедничката историја, ме разбирате? Ама тоа не е заедничка историја. Ја не зборам за политиката на екзархијата, дали е туку па екзархијата како екзархија, како црква ги обединува и Добро, да ја упростиме, ако- македонците и бугарите во тој период. Ги асимилира македонците, го афирмира бугарскиот интерес. Пазете, екзархијата, знаете ли како е формирана во Истанбул? Само да ве Добро, знам. знаете Да, да. дека во нивниот статут Како не се национално- повикува на изборишната Охридска архиепископија. Така е, Тоа не се повикува Второ. не се повикува до 2005 уставот на 2008. До 2008 бугарскиот. Втора уставот работа, на бугарскиот. во она што го добива од Абдул Вазис како дозвола, и тоа е многу важно да се македонците тоа мора да го знаат, дека немаат право, ниту една епархија кај што имат право да действува не е од регионот Македонија. Тоа треба да го знаеме ние, Така- дека насилно со националистичка тенденција, затоа и Василевскиот поглавар 1982 година им наметнува шизма за ширење на национализам преку Тоа е така. Епа, ако е така, како можеме да кажеме ни некој што насилно влегувал со меч и со огин и со крст, да не ги менува нашите, како да кажам, корени, да кажува не сме македонски словени, туку сме македонски бугари, како ние тоа може да го прифатиме како заедничка историја, кога тоа е асимилација. Па И тоа а што е различно македонски словени и македонски бугари? Па и бугарите словени биле, нели? Не говориме за тоа. Пазете, македонски бугари е термин кој што е восстановен од Стефан Стамболов, видете, има реперни точки во бугарската историја. Ај кажете ми, ако сте читали бугарската историја, дали Христо Ботев или Иван Вазов или било кој голем бугарски поет или револуционер се занимавал со македонското Никој прашање? не се занимава. Никој. Од кога почнува македонското прашање да биде тема во бугарската историја? Дали македонското не, Од руската интервенција од А дали- од Сан Стефано и од Стефан а дали Стефано? македонското револуционерно движење е засновано на база на целокупното на идеологија на Христо Ботев и на Васил Левски? Да, а како се вика нашата македонска Не, револуционерна? ма дали е заснована на таа идеологија? Како концепт. Како концепт, дали е? Концепт за револуција. Дали е? Смртиви Дали слободи. ВМРО е формирано по истите идеи како бугарскиот револуционерен комитет на Ботев и на Ама како е Левски? формирано? Под Не, кое име? Не е битно. Дали е како не е формирано битно? по таа идеологија, по тој принцип, по Како- тој концепт? А добро, дали бугарското револуционерно движење е формирано по урне како српските легии во Белград кога биле Може би. Ботев и Раковски? Може би. Може би него така е. Може Значи, би. можат ли тоа сега да го искористат србите да кажат вие идевте во Белград, да формирате го? Затоа балканска историја. Ама затоа велам дека проблемот е што ние пак ја ги се слушателите се пак ќе збори за историја. Ние оде место да збориме за историја. Ние Ама не, пазете, вие засегате една многу важна точка. Ама- Каде е формирано ВМРО? Ама така нема да стигнеме никаде. Нема да стигнеме затоа што ако се откажиме од Тоа е исто македонскиот е како да Тане Николов македонец ли е? Кој? Тане Николов. На кој што му ставаме споменик на битката на ножот. На што е битката на ножот? Тане Николов е од Хасково, аз ли българин? 41 година Да. прв го слави битката на ножот. Па ние споменик му ставиме да 1907 пишеме. година битката на ножот. Зашто е битката на А ножот? колку души има во битката на ножот загинати? Ама не, зашто е битката на ножот? Тане Николов 41 година. против османското, како што велат они нашествие бугарите или во османската Да не е окупација против на Македонија. да не е против српските. И со кого се борат на ножот Епа. нашите комити, против турскиот аскер или против српските Не, не. чети се борат? 41 година Тане Николов доаѓа со како го ние дефинираме во историјата со клетите бугарски фашисти и првата прослава на ножот ја прави Тане Николов.
Ама А ние пишуваме историја дека тој е голем македонец, у Хасково е роден. Нема. Чисти бугарин. видете сега. И затоа зборам, ако земеме се со историја основата да ја ставиме, дајте да оставиме нека се Ние занимаваме со земаме економија. историјата. Ама тоа ни Да, они сакале да немат на тоа ќе нас ние обожаваме. Ние пред секоја кооперација расправаме историја. Ние сме како народ најелементарно необразован историски како народ. Ние не можеме со ниден. Бугарите се многу пообразовани историски. Знаете како амбасадор од, да речеме, општо како народ. Но ние во Македонија сите сакаме пред секоја кооперација да расправаме за историја. Ние сите сакаме бугарското прашање да го решиме низ призмата за историја. Грчкото да го решиме низ призмата. Утре со Србија ќе имаме истиот проблем. Тие сакаат да го решат. Ама ние ако не влеземе во Европска унија, утре ќе го имаме истиот проблем со Србија, со црквата. Пак ќе седиме овде и ќе дебатираме и ќе викаме Црквата не е дел од државата. Добро, да не Не е испадне дел од државата. да не испадне дека е. Да не испадне дека Само е. една работа. И историјата не е дел од европските вредности. Затоа велам. Не е Затоа треба да се исклучи. Значи ние можеме да го Па поставиме како да исклучиме кога зборуваме сад време јас и вие на тема историја, знам што а вие треба го да отворите. зборуваме за не отвори. Добро, ајде кажи ми само дали какви се динамиката спомна кога може да се формира, како, меѓутоа дали е реален 14 декември, средината на декември датум за Не знам. добивање на датум или ке може нешто да се направи во јануари и дали воопшто може да се биде оптимист. Еве сега повеќе информации имаш, порано беше оптимист, можеби немаше доволно информации. Сега имаш повеќе информации од Бугарија, Сега можеби се- стана песимист. Кога Значи, бев ја оптимист, беа песимисти во Европска унија. Сега се таму многу оптимисти, а јас сум песимист. Не знам, не верувам дека до 14. не, може ли е некоја чудна комбинација, нешто датум, ама со посебни услови, да не биде чиста ситуација, нешто да направат некоја... Можно е да се случи да бидат бугарските, како се вика тоа, Депутати, Не, представници. Не, бугарските Представници, аха. услови може да бидат внесени во некао посебно поглавје, може да бидат дел од преговорачката рамка, дека според дојдено договорот за добрососедство е услов за понатамошната интеграција, зборам, за да одобри преговарачката рамка. Ние сме сведени Како на за Србија, Косово, што е Да, ставено ние во- сме сведени на ситуација дека Бугарија ја блокира одобрувањето на преговарачката рамка во таа формулација. Ако се смени нешто во формулацијата, може ќе ја одобри, не знам. Они бараат посебно поглавје. Ево одма тврдам дека нема да одобри. Ако стават 35-то поглавје, Па не сме да стават Европа, тоа е кршење на европските вредности, тоа виче Европа нема стандард. Како може специјално за Македонија да влезе историјата, преговарачка рамка воопшти, тоа е општо се прашање. согласувам карикирам дека Не може да влезе како тогаш во прашањето е Европа дали воопшто може да функционира. Ако некоја држава и се дозволи да наметне во општите узанси, во општите од член 35 да наметне услови дека ако така се стави тоа, значи што кажува тоа? Само ние што сме членки на Европската имаме право да толкуваме историјата. Другите 20 држави што живеат во Европа, ако сака да станат членка на Европската унија, ќе мора да си ја проформулираат, да си ги преиспитаат своите историски историографии, своите како историски меѓусоседско добрососедски односи. Не, тоа е веќе навлегување утрешните работи на Република Македонија. Значи не си песимист, јас сум ни голем оптимист, ни голем песимист. а умерен, значи умерен песимист или умерен оптимист, како да кажем. Како сакаш? Како сака. Значи можда е нешто, некоја комбинација чудна, ама сепак спорот ќе мора да го решава. Спорот, веќе е спор, така. Апсолутно. Маријан Николовски, да го ослободиме. Господине Грчев, имаме слушатели. Ве слушам. Околу денот да кажем нешто. Да, повелете. Значи, и на неколку пати има потврдено и сега кажувам дека такво нешто не е можно. Ветот во Бугарија нема да го тргне, затоа што ако го тргне сега, тие што ќе го тргнат ќе се посипат со пепел, односно бугарската јавност тоа не може да го издржи, а ќе треба многу време да помине по нашиот Вардар за да ние разбериме дека бугарската стратегија отпрана исклучиво на историја ќе мора на некој начин да ја изместиме ние од наша страна, да кажеме преку нашите црвени линии дека ние тоа нема да го дозволиме затоа што за нас е иднината поважна, а историјата треба да се остави на науката и дека тоа е сепак натечно прашање на секоја држава. Стадион. Емисија за вашата вистина.